Денеска е многу, како би кажал, значаен ден во нашата црковна историја. Моментот кога Господ Исус Христос влегува во Ерусалим, момент кој што ќе биде, би кажал, неповторлив. Затоа што тоа ќе биде потврда на се она што Исус на некој начин за 33,5 години го одбиваше. Сега тој ќе влезе како цар. Но пред тоа сакам вашето внимание да го привлечам. Една филмска компанија одлучила да го сними токму моментот кога Господ Исус Христос го носи крстот по улиците на Ерусалим, по улицата на Вија Долороса. И најде тука екипите поставени се, статисти, глумци и минувачи кои што во тој момент туристи ќе се затекнат. И главниот глумец, носејќи го крстот, глумејќи го Исус, едни се радуваат, други плачат, глумат, но меѓу сета таа толпа, еден човек почнал со погрдни зборови да го напаѓа глумецот кој што го глумил Исус Христос. И овој трпел, ама веќе преминал овој сите граници, го фрлил крстот, главниот глумец му скокнал на овој, го фатил за врат и рекол: "Е, сега ќе видиш." Но го спречиле и режисерот рекол: "За денеска е завршена." Го повикува главниот глумец и му вели: "Слушај, ова нема смисла. Ти прво го глумиш Исус Христос. Не доликува тоа што го направи. Соземи се, ако не, ќе треба да размислиме за некој друг глумец." Биле многу долгогодишни пријатели и овој му рекол: "Добро, се извинувам, навистина изгубив трпението, но еве, ќе се потрудам." И утрешниот ден поставено се, удара клапата, почнува снимањето, почнува поворката. Многу луѓе биле таму и претпоставувате кој бил таму? Повторно провокаторот. И повторно тој почнал. Сега се уште пожестоки напади. И овој жалниот го носи крстот, трпи, ама не се издржува. И повторно го фрла крстот и повторно скокнува, заканувајќи се и бидува спречен. Режисерот му вели: "Жал ми, пријатели, но вели, тука ние ќе завршиме нашата соработка. Ова не може вака. И време губиме, и средства, и тоа што ти го правиш е апсолутно надвор од сите норми. Овој го убедува, го молите, молам, уште утре оставиме, како и да е, ќе ја снимаме таа сцена, ќе заврши оваа агонија." И така натаму му вели: "Да, ама ова ќе ти биде последен пат." И глумецот го зема крстот, повторно тргнува наредниот ден. Сите се таму е и овој суперхеројот. И повторно напаѓа, и повторно вреѓа, го провоцира. Но овој си го носи крстот, си го носи и трпи. И доаѓајќи блиско до оној кој што го провоцира, само му вели вака: "Ќе те најдам после воскресението." Видете, понекогаш ние како луѓе се однесуваме токму така. Трпиме, ама тука викаме: "Ќе те најдам." Текстот кој што го имаме ние за оваа богослужба се наоѓа во Евангелието од Лука, 19-та глава, од 28 до 44 стих. Во интерес на времето нема да го читам, познате настанот. 6 дена пред Паската, 6 дена пред Христовото распетие. Во овој момент Господ Исус Христос се наоѓа во Витанија, едно мало местенце само 3 километри од Ерусалим. Исус се наоѓа во домот, како што ни вели евангелистот Лука, во домот на Симон, ама и го обележува. Замислите таков надимак да носите, не знам како во Скопје викате. Прекар. Симон лепрозниот. Па да ти дадат некој друго име, ама дека си бил лепрозен и цел живот на некој начин си жигосан. Но, веројатно, тој е човек кој што навистина со гордост го носил тој наслов, затоа што тој еднаш бил лепрозен, но денеска не е. И сега го угостува Господ Исус Христос. Тука се Марија Магдалена, Марија, Марта. Тука е и суперхеројот во тие денови. Лазар кој што бил 4 дена мртов. Лазар кој што на повик од Господ Исуса Христа бил вратен помеѓу живите. И веројатно таа вест за Лазар
се ширила побрзо од било кој друг пожар. Мнозина, словото, ако го читате, ќе видите дека и многу дури свештеници поверувале затоа што такво нешто се немало случено. Мртов да воскресне вред. Ама 4 дена мртов. Јас имам една проповед многу одамна, вели 4 дена покасно, но точно на време. Тоа го може само Бог. Кога не мислите дека тој касни, тоа е точно и токму на време. И Лазар, кој што мнозина, веројатно биле на неговиот погреб, присуствувале таму, знаеле што се случило и сега го гледат помеѓу нив. Веројатно и самите имале многу прашања. Лазаре, дали навистина го слушна повикот на Исус кога те викна Лазаре, излези? Лазаре, можеш ли да ни кажеш како е од другата страна? Сега тие веќе можеле да добиете информација од прва рака. Лазаре, каква е таа состојба? Ти беше мртов, еве се врати. Можеш ли да ни кажеш нешто повеќе? Веројатно многу мина од нив имале различни прашања за кои што сакале нешто да слушнат. Тука биле апостолите. И додека сета ова се случувало, тие како една група се смееле, разговарале, уживале. Одеднаш нешто пријатно се почувствувало во самиот воздух. Еден толков мирис. Една жена која што влегува и се слуши кршење на еден алабастер, еден сад. И таа го помазува Исус. Таа ги измива неговите нозе и со незината својата коса ги суши неговите нозе. И сега учениците гледајќи ја оваа сцена, тие се прават практични. Велат, не е добро да се прави таков трошок. Можеше ова масло, скапоцено, миризливо масло да се продаде и да се земат многу пари и да им се подели на сиромасите. Но тука Господ Исус Христос ќе застане во нејзина одбрана. Во Евангелието од Марко, ако читате 14-та глава, од 6 до 9 стих, Господ Исус Христос вели, оставете ја. Таа го помаза и го припреми моето тело за погребение. И каде и да се проповеда ова Евангелие, ќе се зборува за чинот, за она што таа го направи. Моето погребение, тоа беше израз, тоа беше нешто што учениците никако не сакаа да го слушат. Ти има други идеи, ти има други планови. Но да слушат за погребение, тоа беше далеку од нив. Во меѓувреме, во Ерусалим се случува нешто друго. Од сите страни, веројатно и многу од диаспората, доаѓале во Ерусалим за празникот Пасха на поклонение и веројатно помеѓу тие поклоници во самиот воздух одело прашањето: ќе дојде ли? Ќе го видиме ли? Ќе го слушнеме ли? И веројатно мнозина кажувале: кој? Кој е тој за кој што толку многу се зборува, кој што на некој начин целата атмосфера била наелектризирана? Слушале дека мнозина болни били исцелени, 5000 гладни нахранети, 4000 нахранети, мртов Лазар воскреснат, луѓе кои биле обседнати со демони ослободени, слепи прогледувале. Едноставно луѓето отворено си го поставувале прашањето: да не е тој Месијата. Ама најде тоа го кажувале така малку со полуотворени усти, затоа што помеѓу сите имало и храмски стражари, тука биле и фарисеите и садукеите, кои што демнеле и кои што веќе одредиле цена за главата на Господа Исуса Христа, кои на некој начин биле стражари, чекајќи да видат дали ќе дојде овој на Пасхата. Паралелно, значи, ги имаме овие два настани во Витанија и во Ерусалим. И после тоа Господ Исус Христос станува, тргнува кон Ерусалим, доаѓа до Маслинската гора и тука едноставно на еден момент поворката ќе застане. Исус ќе каже на двајца од своите ученици: отидете во селото и ќе најдете едно младо осле, кој што никој не го јавал, врзано со неговата мајка. Земете го тоа осле и доведете ми го. И сега, имајќи го предвид дека во тоа време, како што кажав, Ерусалим, кој што кажуваат дека меѓу 25 и 30 илјади бил во тоа време, за време на Паската,
можете да предпоставите до која бројка доаѓале. Меѓу 2 и 3 милиона народ доаѓале. Можете да замислите целокупната Скопска котлина, значи некаде од аеродромот, па до крајот таму, позади Ѓорче, тоа било само шатори. 3 милиона народ да се смести. Веројатно имало и многу камили, многу коњи, многу магариња, многу јагниња, многу овнови, кои што луѓето ги пренесувале за Паската. Едноставно би кажале на прв поглед како хаос. И сега Исус и вели на двајца ученици, одете и донесете му го тоа. Иако ве праша Господарот, кажете му, потребно му е на Господа. Тоа како да беше во војската кога служивме, имавме, кога, еве јас водев стражари, и стражарот од друга страна стои, кој иде, ќе кажеш десетар Тони Барбутов, одзив лозинка, пасвордот ќе го кажеш и се знае дека ти си тој. Како на некој начин Исус да им каже пасвордот, кажете, му е потребно на Господа и он ќе ви го даде. Малку чудно. Може би мислија, па добро, Господ Исус Христос може би се договорил пред време, ама од друга страна знае дека тие се цело време со него. Колку успеа тоа да го направи. Но како и да беше, тие отидоа, најдоа како што им кажа, го зедоа тоа и го донесоа. И сега имаме тука една старозаветна сцена, која што 550 години претходно е запишена. Запишена од пророкот Захарија во 9 глава, 9 стих, каде што Захарија буквално на еден символичен начин, како 550 години порано да го гледал тој филм. И вели, радувај се, керко Сионска, зашто ете го твојот цар качен на осле, јавајки влегува во Ерусалим. Радувај се! Твојот цар доаѓа. Знаете, кога гледаме од денешна перспектива, кога некој цар, војсководач, влегува во некој град, тој влегува со најубавиот коњ, со најубавата кочија, со најубавата гарда. Ама цар качен на магаре, тоа е нешто друго. Качен на магаре, тој објавува мир, благосостојба. Цели 33,5 години Исус го одбиваше тој момент. Многу пати, дури во една прилика, сакајќи да го направат цар на сила, тој го одби тоа, кажувајќи дека мојот час не дошол се уште. Но сега на некој начин Исус вели, ова е часот, ова е моментот. Ова. Ете, браќи и сестри, според планот Божи се одвивало како што треба. Не според планот на луѓето. Исус сега во овој момент нити се крие, нити е исплашен, ниту пак доаѓа во градот тајно, тој доаѓа отворено, јасно покажувајќи му на тој град, јасно покажувајќи им на своите, јасно покажувајќи и на сите оние кои што викале позади него, пред него, оние кои што играле, оние кои што пееле, оние кои го славеле, јасно покажувајќи кој е тој. Тој сакал да им каже на оние кои што будно посматрале што се случува, кои што го демнеле. Сакам да ме запознаете и да видите кој сум јас на вистина. Иако знам што ќе направите, дека ќе ме заробите, ќе ме предадете, ќе се оттарасите од мене како најголем криминалец, но сакам да видите кој во вистинска смисла сум јас. Часот бил исполнет. Времето на Исуса дошло да ја извојува најголемата битка. На крај крајава Исус вели, татко, за тоа и дојдов, за овој час. Исус дојде со една цел, да го помири паднатиот човек со Створителот. Да биде принесен како јагне паскално, жртвено за нашите гревови. И тоа е моментот. Времето било да царот седне на тронот на праведноста. И сите биле во исчекување. Видете, Исус не го објавува своето царство со некоја силна војска. Неговите следбеници во тоа време биле рибари, луѓе маргиналци, луѓе кои што биле исцелени, луѓе кои што биле нахранити од него, луѓе кои што биле сведоци на некој настан. Тоа била поворката која што го следела него.
Тоа биле луѓето кои што навистина оделе и скокале околу него, земјоделци, пастери, рибари, како што реков. И токму тоа Исус им го кажува, му го кажува на Пилат, зашто моето царство не е од овој свет. Се разликува едноставно во секој поглед тие два концепта. Тој доаѓа со понизност, не доаѓа со сила. Иако можеше со еден збор се да направи. Едноставно, Ерусалим во тоа време изгледал, така една опислива слика да ви дадам, како некој вулкан, пред да еруптира, кога тој полека почнува да го тресе тлото. И секое наредно тресење е само посилно, како да почнува да се димел, и сите биле во исчекување на таа ерупција. И сега кога го гледат Исус качан на магаре, како влегува во Ерусалим, како да тој вулкан еруптира. Емоциите биле ослободени. Витанија, на патот помеѓу Витанија и Ерусалим, таа толпа одела, викала, се дерела, играла, пеела едноставно. На некој начин, како доаѓаат се поблиску, луѓето биле слушале едноставно. Ете, интересно е што зборот кој што тука е употребен, кој што Лука го употребува, е зборчето кој што нам ни е познато по некоја друга работа. Сеизмос. Значи тресење, треперење. Тука во Скопје често пати знае за да има сеизмографската обсерваторија, велат дека го бележи секој потрес на земјата. Затоа и сеизмографите се тие кои што сеизмографот е направа кој што ги мери земјотресите. Во тој старогрчки збор сеизмос е употребен. Едноставно како целиот Ерусалим да треперел, бил пред експлозија. И сега кога конечно Исус доаѓа и кога влегува, навистина тоа еруптирало. Народот почнал да вика. Народот почнал да вика: Осана на Давидовиот син, благословен оној кој доаѓа во името Господово. Сите викале, сите се радувале, сите пееле, сите биле зафатени од некаква еуфорија. До толку биле зафатени што народот почнал своите мантили, капоти, палтења, како сакате, кожуфи, ги соблекувале, ги постилале на патот каде што Исус поминувал. Тоа била една голема еуфорија, а народот во своји раце, ние викаме цветници, врбница, тие имале палмени гранчиња, и тие палмени гранчиња во Откровението 7 глава всушност сугерираат на една победа. Слушнете во Откровение 7:9 што вели. Чисто да ја доловиме символиката. Потоа видов и ете големо множество народ, што никој не можеше да го изброи, од сите народности и племиња и народи и јазици, како стојат пред престолот и пред јагнето облечени во бели облики со палмини гранчиња во своите раце. Еуфоријата на некој начин го достигнувала врвот. Овие луѓе ја чувствувале победата и обновата. Овие луѓе живееле со мислата. Замислете, после 430 години молк, Малахија е последниот пророк. Нема веќе говор. Затоа кога се појавува Јован Крстителот, и народот, и свештеници поитуваат: ти ли си тој? Тој вели: не сум јас Месијата. Јас сум само глас на оној кој вика во пустињата. Но сега Исус доаѓа, точно се исполнуваат зборовите: радувај се, ќерко Сионова, етиде твојот цар. И народот, секој имал своја слика за тоа. Што се случува пред нивни очи? Дали е тоа моментот на големото исполнување на најголемата вистина? Дека конечно доаѓа времето на нашиот цар. Тие пееле, тие извикувале, никој не можел да ги сопре. Луѓето едноставно уживале во тој момент. Како да, знаете, има мнозина луѓе кои што кога голат на фудбал, на некој спортски например, едноставно сите емоции таму ќе ги истурат и се враќаат растеретени. Поготово па и ако екипата за која што отишле победила, тоа ќе се најсреќни. Видете, браќа и сестри, едноставно не постоел ниту еден посетител кој не ја почувствувал таа атмосфера. Веројатно во Ерусалим доаѓале многу големци и од Римската империја, многу императори, но ваква гледка никој не доживеал. Таков запис за влезот на Исус
едноставно прекрасно. Се било запишано. И ние, еве, и после 20 века од тој настан, ние се уште зборуваме за таа прекрасна гледка која што се случува таму. И кога би можеле, како тој филмот Враќање во идината, да отидеме малце или во минатото, зарем не би сакал да бидеш дел од таа група таму, да ја почувствуваш атмосферата. Да дозволиш да те понесе атмосферата, кога сите викат Осана, благословен оној кој иде во името Господово. Па би сакал да бидам таму, ама би сакал после тој ден и да се вратам назад. Не би сакал и третиот ден да останам. Затоа што третиот ден истата таа толпа почна да вика распни го. Оно што е интересно тука, во сиот тој занес, во сета таа еуфорија, има нешто што многу лесно може да се пропушти. Иако влегувањето на Господ Исуса Христа во Јерусалим го запишале сите евангелисти, Лука е единствен кој што не пропуштил да забележи еден момент. И лесно можеме ние и тој момент да го промашиме. Знаете, ова ми личи на моментот кога, како една наша песна што вели сите пеат, а ја ставувам. Баш буквално така. Сите се восхитени, сите се на врв. Но во Лука 19:47-44 сакам да ви ги прочитам тие зборови, затоа што лесно можеме да ги пропуштиме. Тука има еден момент, една сцена која што би сакал да не ја пропуштиме. 47 до 44 вели вака. А кога се приближи и го виде градот, заплака за него и рече: кога и ти би узнал, дури барем во овој твој ден, што е за твојот мир, но сега е сокриено од твоите очи. Зошто ќе дојдат денови за тебе кога твоите непријатели ќе те обкружат, со опкопи ќе те опколат и ќе те притеснат од сите страни и ќе те срамнат со земјата тебе и твоите деца во тебе и не ќе остане во тебе ни камен на камен, зошто не го позна времето кога беше посетен. Тука, во тој момент, драги и сестри, се случува нешто за кое што реков Лука добро го запиша. Исус, гледајќи во Јерусалим, плаче. Но знаете, не станува тука збор за обично плачење. Не станува збор тука за обични солзи. Напротив, малку подлабоко зборот кој што е употребен во тој плач, ако навлезете во самото значење, тука се гледа и описот на тој плач е како да во еден момент, знаете, телото на Господ Исуса Христа како да се згрчи, како да тој се потресе, знаете, како некоја страшна сцена да гледаш Исус пред своите очи, како да гледа како Јерусалим се руши, како се пали, како храмот камен на камен, како и тоа се случи. 33 години после тоа, римскиот генерал Тит 1 милион евреи ќе заколе во Јерусалим. Јерусалим ќе биде срамнет и од 67 година дојде до 967 година, 19 века, Јерусалим ќе биде, би кажале, ничија земја. 19 века евреите ќе изгубат својата држава. Зошто? Крвта негова нека падне на нас и на нашите поколенија. Исус ги гледаше тие сцени и во грч тој плачеше. Плачеше за она што се случува. О, кога би го узнал денот на твојата посета. Ете, ова треба добро да не замисли. Кога Господ ќе го посети твоето срце, ако тој момент го пропуштиш, никој не ни гарантира утре што може да биде. Никого не плашам, живееме во сурова реалност. Наши пријатели, наши блиски, колеги мои, роднини, комшии, денеска го гледаш и само после 2-3 дена го гледаш некрологот. Се чудиш, нити слушнавме, нити видовме, а тој веќе заминал. Живееме во таа сурова реалност. И кога Бог те посетува, немој тој момент да го пропуштиш. Немој. Словото Божие вели, ако денес Духот Божи ти изборува, немој твоето срце да го забораваш. Срцето на Јерусалим, иако во еуфорија, но на жалост Господ Исус вели,
кога би го познал денот на твојата посета. Но на жалост тие не го познаа. Тој дојде кај своите, вели, своите не го примија. Исус плачеше за оние кои не го прифатија дарот кој што тој го нуди. Дарот на вечниот живот. Не го прифатија на жалост. Тој знаеше дека истите тие многу брзо ќе го отфрлат неговиот збор. Исус плачеше и за самите апостоли. Исус знаеше што ќе се случи со него. Му каже на Петар, ќе дојдат времиња, денови кои ќе те водат каде не сакаш. Исус знаеше. Знаеше дека главата на Јаков ќе биде отсечена. Знаеше дека Јован ќе биде фрлен како куче на островот Патмос. Исус знаеше дека Тома ќе биде каменуван. Исус знаеше дека Петар ќе биде убиен со главата надолу. Исус знаеше дека Јуда ќе отиде и ќе се обиси и ќе го предаде. Исус знаеше. И затоа во грч едноставно неговото тело се тресеше и плачеше. Додека сите тие пеат, никој не го примети тој момент. Немојте да го пропуштите тој момент. Ова е свет момент, кога Спасителот е загрижен за оние кои што се околу него, но тие него ни приметија тој момент. Жалосно. Видите, браќи и сестри, што ли само мислеа тие? Па Исус кажуваше, јас ќе одам во Иерусалим, ќе бидам фатен, ќе бидам предаден, ќе ме малтретират, ќе ме судат и ќе ме убијат. А сега неговите апостоли се сведоци на нешто сосеме друго. Може би си мислел во главите, можеше ли толку да ја промаши? До сега беше се точно. Сите зборови беа точни. Нема ни трага од фаќање, напротив, го величат, го слават, осана, го поздравуваат. Луѓето се едноставно воодушевени. Но Исус знаеше. Исус знае се за тебе, се за мене. Ниту еден детал од нашиот живот не може него да го изненади. Тоа беше таа толпа на луѓе кои што беа воодушевени, но на жалост го пропуштија главниот момент. Во таа толпа на луѓе, реков, тука беа и безмилосните фарисеи и садукеи. Лука ни вели дека биле таму, не биле дел од парадата, не биле дел од веселбата, тие од страна посматраа. Веројатно, нивните телескопи, кога би ги имале, нивните двогледи, нивните лупи би ги усмерили да видат уште подобро ако може, посматраа на некој начин од внатре, се јадосуваа, гледајќи што се случува пред нивните очи. Не може да си помират со таа гледка. Не може. И затоа му пристапуваат и вели, забрани им да те слават. Забрани им. Исус вели, ако они престанат, камењата ќе почнат да ме слават. Наместо да се приклучија, тие беа загрижени за своите позиции, за својот статус, за својот углед и жална работа. Беа толку блиску до домот на таткото, а толку далеку од таткото. Тие ме славеа, вели, со устните, но нивните срца беа далеку. Зошто? Зошто срцата на тие беа закоравени. Браќи и сестри, Исус плачеше за оние кои што беа индиферентни према него во тој момент. Но не биле само садукеите и фарисеите. Веројатно, римјаните имале искуство секоја Пасха, така, на 14-тиот ден од 4-тиот месец, сега тоа, може ние би кажале 14 април, така од прилика би бил тој ден, но се менува секоја година, затоа што еврејскиот календар и нашиот не е ист, и затоа и така се паѓа и Великден кај нас, према кој календар ние го рачунаме. Па затоа имаме оваа година еден месец помеѓу двата Великдена. За овие порано Исус веќе еден месец е воскреснат, за нас тек следната недела. Но јас знам дека мојот Спасител воскресна. И тоа е она суштинското и важното. А да се расправаме за глупости, апсолутно нема потреба. Но римјаните биле сведоци, римската војска, гардата, будно посматрала исто се. И сега оваа Пасха малку се разликувала
од многу паски порано. Сега гледат една огромна толпа народ. Јас не знам колку да кажам. 5, 10, 20 илјади, кои што трештат од сите страни, кои што викат, народ е воодушевен и пред нивни очи се одвива некој качен на магаре и народ кој што вика, еве го, ово е јудејскиот цар. Како на некој начин се плашат да нема некоја побуна. И знаете, тие беа спремни, војници, гарда, да го заштитат редот и мирот. Но беа изненадени затоа што овие луѓе само се редуваа и со други зборови, нивната порака би била: славете си го вие вашиот Исус, само оставете ли нас на мира. Тоа за нас не се однесува. Ние сме тука будно да посматраме да не се случи нешто несакано. Исус веројатно жалеше за овие. И знаете, кои се најгласни луѓе кога се случува нешто, кога сите се дерат, има една посебна група кој што најмногу се дере. Кои што не се сигурни што се случува, ама за да не бидат на некој начин покажа со прст, они се најгласни. Најмногу се еуфорија. Како еден наш колега, ќе го спомнам Мирче, кога гледаме фудбал, Реал и Барселона ги играат. И сите и он на крај вика, ако игра. И веројатно имаше една таква група на луѓе кои што вика, ама тие не викаа залудно. Тие знаеа дека на крајот од времето Бог ќе го испрати својот син, Давидовиот син, кој ќе ја обнови еврејската империја, кој ќе ги ослободи од римјаните. Тако беше нивното толкување. И сега, се додека Исус, слушнете, се додека Исус се вклопуваше во нивните планови кои што ги имаа за него и за себе, тие беа спремни да се дерат и да викат Осана благословен. Но во моментот кога сите тие планови со фаќањето на Исус паднаа во вода, они почнаа да викат расти го. Тоа е една страшна ситуација. Толку лесно превртлива група. Но тие во овој момент се дереа. Има своји планови, има своји идеи. Тоа била толпата, тој ден на патот за Ерусалим. Луѓе кои што навистина биле сведоци, кои што можеби доживееле некои од чудата, луѓе кои што беа посматрачи, како фарисеите, садукеите, римските војници, и луѓе кои што навистина, како и овие тука кои што беа, ама не знаат ни зошто слават, ни до кога ќе слават. Видите, браќи и сестри, римјаните не беа вознемирени од парадата. Они се плашеа, навистина, што ако Исус во вистински смисол кажеше јас сум вашиот земен цар, а Исус каже моето царство не е од оваа земја. Они сакаат цар кој што ќе ги ослободи од римјаните. Они сакаат цар кој ќе ги повика земете ножеви, копија, штитови и да тргнеме и да го отворниме. Не. Исус отворно им кажеше любите ги вашите непријатели. И на некој начин таа еуфорија како да падне. Видите, имаше таму, како што реков, толпа кој што славеше, имаше индиферентни, имаше луѓе кои беа без корен, кои не беа уцврстени. И сите овие групи, 3 групи, и денеска постојат. Следната недела ќе се поздравуваме Христос воскресе, 2 дена ќе се поздравуваме, 3 дена Христос воскресе, 4-тиот ден. Кој е дојдел одгоре? Што се занесува? Неутврдени, неуцврстени. Има такви кои што своите позиции и положби не ќе сакат за ништо да ги дадат. Но сакам да ви кажам и за таа една друга група. Исус плачеше и за оние кои ќе бидат верни и кои што ќе го завршат својот пат. Исус плачеше и за оние кои што и по цена на своите животи, како Стефан, како апостолите и многу верни христијани. Знаете, овој денови прочитав нешто што на некој начин моето срце го охрабри.
дека не само тогаш, и денеска. Знаете кога беше ИСИС и во Либија грабна 21 коптски христијанин и сите гледавме како покрај морето ги погубуваат. Јас кога го гледав ово, моето срце плачеше. Плачеше. Но не знаев една вистина. 21. Но пасторот на црквата, од кај што биле тие 21, вели, не беа 21. 20 наши браќа беа. Едниот бил од Чад, кој не бил христијанин. И на сите нив, пред да бидат погубени, им било понудено да се откажат од Исуса Христа и ќе биде ослободени. Тие еден по еден одбиле и затоа главите им ги сега. И кога доаѓат на тој човек, кој што се нашол по погрешно време на погрешно место, не бил христијанин, и му велат, откажи се од Христа и ти бидеш слободен. Тој рекол, јас и не сум христијанин, но гледајќи ги како овие луѓе умират за својот Христос, јас од овој момент сум христијанин, без оглед што и да правите. И го убили и него. Исус плачеше и за оние. И затоа постои една прекрасна реченица во историјата на црквата. Крвта на мачениците беше тоа, идно семе. Видете, сведоци сме дека во Евреите 9:22 ќе каже, без пролевање на крв нема опростување. Не можеш да бидеш следбеник на Исуса Христа ако не си одлучен. Одлучен да го земеш твојот крст, да тргнеш и да го следиш. Во која група спаѓаш ти? По првите три, ако си, жално е. Биди во на четвртата. Господи, јас ќе те следам каде и да одиш ти. Во таа толпа имаше секакви лица. Кој е твоето? Кој е моето? Бидејќи многу брзо ќе застанеме пред оној пред кого секој колено ќе се поклони и секој јазик ќе исповеда дека Исус Христос е Господ за слава на Бог Таткото. Го познаваш ли неговиот глас? Те познава ли тој лично тебе? Тоа е нешто што ти треба длабоко во твоето срце да го знаеш. Длабоко во твоето срце. Да нема никаков сомнеш. Не е духовна гордост ако кажеш јас знам во кого верувам. Јас сум сигурен во моето спасение. Не. Зашто јас знам во кого верувам, вели Павле. И сум цврсто уверен дека тој е кадар и мокен да го зачува она што ќе му го повериш. Што ќе му повериш денеска? Повери му го твојот живот. Тој најдобро знае како да го сочува. Нека Господ ве благослови и нека во пресред на тој голем, единствен момент на воскресението на Исуса Христова, ние да се радуваме. Онека како што апостолите, знаете како се радуваат тие вели, а ние од радост дури не верувавме. Така беа апостолите. А ми кажуваат, ама го видовме. Дури беа збунети. Нека навистина Господ не благослови. Амин.